Во последните неколку години Форд како да го изгуби својот компас, откажа многу модели кои одлично се продаваа на пазарот во име на електрификацијата. Но честа на компанијата, барем во Европа, ја брани Форд Куга, третата генерација која спаѓа меѓу најпродаваните спортско корисни возила во својата класа на европскиот пазар. Третата генерација доживеа редизајн. Сега ги има моторите со внатрешно согорување, но засилени се со хибриден погон. Што е ново во рестайлингот? Па не толку многу. Што е можеби лошо, но можеби и добро, бидејќи Форд со својот дизајн секогаш припаѓал во умерените возила. Па затоа е сменета маската на ладилникот и додадени се некои LED елементи кои укажуваат на електрифицираноста на овој модел. Што се однесува до димензиите, тие не се сменети, бидејќи третата генерација нарасна во сите смерови. Направени се некои зафати на задниот дел колку да биде освежено. А што се однесува до гепекот, бидејќи е овој хибриден модел, батеријата е сместена позади седиштата со силина, односно капацитет од 1,1 киловат-час, што овозможува и остава доволно простор во гепекот, некаде околу 520 литри, што можеби не е во врвот на класата, но сосема е доволен по прашање на потребите на 4 патници. На задната клупа има многу простор во сите смерови. На пократки релации би можело да се сместат дури и тројца патници, но на подолги патувања задната клупа за двајца ќе пружи одличен комфор. Она што ми се допаѓа е што овој модел има изведба со стаклен панорамски покрив, но видете колку има простор и за главите. Што се однесува до опременоста, таа е многу добро стокмена. Сите материјали на клупата се квалитетни и убаво обработени, па дури има и греење на седиштата, односно греење на задната клупа. Она што малку разочарува е пластиката која не е на висина на задачата. Во внатрешноста Куга има доживеано мала трансформација. Се разбира, тука се присутни два големи екрани. 12,3 инчниот ни ги покажува инструментите и информациите околу патувањето, додека инфозабавниот од 13,2 инчи има јасна графика и многу команди. Во внатрешноста забележливо е минимално присуство на копчиња, физички копчиња. Тука можете да ги контролирате модусите на возење, јачината на озвучувањето, додека сите оние команди што се однесуваат за климатизацијата и за останатите функции на возилото се сместени во долниот дел на големиот екран за инфозабавниот систем. Ергономијата, таа е многу добра, но на воланот има повеќе од 15 прекинувачи кои ви овозможуваат брз пристап на повеќето функции за возење. Она што не ми се допаѓа, тоа е што има анахрон head-up дисплеј. Можеби можете да забележите, кога ќе го стартувате системот, тогаш се исфрла head-up дисплејот, кој е едно старо решение и решение кое не е баш најмодерно, но сепак функционалноста е запазена.
На самиот почеток споменав дека третата генерација на Куга не е многу изменета што се однесува на подвозјето, а тоа е добра работа, бидејќи Форд од секогаш бил посветен на возните својства и доброто лежење на патот. Јас и приватно возев Куга 4 години, додуше тоа беше со турбодизел мотор и погон на сите 4 тркала. Сега повторно имаме погон на 4 тркала, но системот е хибриден, само напојувачки хибрид. Тоа значи дека од 2,5 литрен бензински мотор впарен е со електромотор, чија системска сила достига 187 конјски сили. Погонот на 4 тркала одлично функционира, како и управувањето. Она што секогаш кај Форд ми се допаѓало, тоа е ергономијата. Не само положбата на телото, туку и чувството кое го добива возачот при возењето. Така и оваа обновена трета генерација на Куга е на висина на својата задача. Па затоа се уште многу возачи се одлучуваат да ја купат оваа Куга. Навистина добро чувство зад управувачот. Имате секогаш доволно сила кога и да посакате, бидејќи хибридниот систем додава од електромоторот некои си 30 на конјски сили и доста вртежен момент. Сите оние недостатоци на Форд Куга, како што се одредените тврди пластики, се анулираат со возните својства, бидејќи ова возило е скроено не само да ве превезува, туку и да ви овозможи удобно патување. Како возач секогаш ме фасцинирала добрата кореспонденција на управувачкиот систем, но и подпирањето. При динамично возење во свиоци понекогаш се чувствува тежината на оваа Куга. Сепак таа е тешка 1870 килограми, но калибрацијата на подпирањето и функционирањето на безбедностните системи е доведено до високо ниво. Нема многу изненадувања. Нивото на опременост е актив, но сепак е надоградено со многу удобства, како што е електрично подесување на седиштата, секако грејење на седиштата и на воланот, па и на поладно време, како што е денеска, се чувствувате удобно, пријатно и добре дојдено во внатрешноста на Куга. Иако има 187 конјски сили, Куга не е спринтер, но сепак спринтот од 0 до 100 км на час го совладува за солидни 8,7 секунди. Тоа можеби не е податок кој ќе ве воодушеви, но никако нема да ве посрамоти. Хибридниот погон е стокмен да биде економичен. Во моето возење забележав просечна потрошувачка од 6,9 литри на изминати 100 километри. Кога ќе се земе во предвид дека сепак испод хаубата имате и 4-цилиндарски 2,5 литарски мотор, тогаш сваќате дека овој хибриден погон е одлично стокмен во име не само на многу добрите перформанси, туку и на одличната економичност. Секако дека све има своја цена. Во палетата на Куга електрифицирани има 3 погони. Едниот е со благ хибрид, вториот е овој што го возам со само напојувачки хибрид, но во понудата е и приклучен хибрид кој има 250 конјски сили.
Цената на средно позиционираната по моторизација изведба со самонапојувачки хибрид изнесува 49.500 евра. Цена која можеби не е премногу висока, но е оправдана со извонредно богатата опременост, одличните возни својства и високата економичност. Куга веќе не спаѓа меѓу оние најприфатливи спортско корисни возила што се однесува до цената, но сепак нуди многу за парите. Она што ми се допадна исто при возењето се седиштата. Тие се од типот AGR, што значи дека се извонредно приспособени на рбетот и на кичмата на патниците, што дава чувство на удобност, но и на подолго патување не ја чувствувате типичната замореност од долги патувања. Би била вистинска штета доколку Форд одлучи Куга да ја повлече од својот репертоар. Се разбира, тоа нема да биде во следните години. Оваков тип возила е добредојден за сите возачи, и оние што ги сакаат традиционалните вредности, но и оние кои се посветени на електрификацијата. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. Догледај.